Во предвечерието на Великден граѓаните наместо опуштено и оптимистички да ги дочекаат и прослават празничните денови се претворија во математичари како со ограничени средства да се овозможи традиционален ручек со јагнешко, салата со јајца, пијалок и слично. И плюс како да им купат некаков подарок на неблиските за празнично да ги изненадат и израдуваат. Денеска јагнешкото во месарниците во Кочани се продава по цена од неверојатни 470 до 480 денари за килограм. Има и малку поевтино, 430 денари плюс бутилка пиво, но за половина јагне или купени 4 килограми месо. Јагнешките джигери чинат 180 денари за килограм. Граѓаните исплашени од поскапувањата се прашуваат какви тоа трошоци ги предизвикуваат енормните поскапувања и како да издржат и да преживеат. Треба ли некој на нив да им понуди субвенционирано јагнешко месо кога веќе сточарите се субвенционираат по повеќе основи? Цените, зеленчукото е скап, патлиџан тие работи, краставици. Месото нормално е. Цените вообичаеност. Нормално дека се сега се поскапено и тоа е меѓутоа што си треба, треба си. Па средни. Има и поскапи, има и поевтини, спрема робата. Изгор цените ги зафатија и јајцата, кај кој табла веќе чини 240 до 300 денари. Има јајци и по 180 денари табла, ама големината им е како да се одгулаби. Поскапи и овчето сирење кај домашните производители и тоа на 400 денари за килограм. Ако кон сите поскапување се надодадат и раноградинарските производи, односно зеленчукот кој се продава по 2 до 2,5 евра за килограм домати и краставици и сето тоа да се запражи со зејтин кој чини 130 до 150 денари, тогаш станува јасно со каква сиромаштија се соочуваат граѓаните.